Добро дојдовте. Го следите најновото издание на Урбаните вести. Македонската филхармонија вечер во домот на РМ ќе одржи симфониски концерт насловен Чајковски Смеја и тага, на кој како солист ке настапи виоленчелистот Иштван Вардаи од Унгарија. Под диригентската палка на Кейс Калионе, оркестарот на Македонската филхармонија по подолго време ќе изведе шестата симфонија насловена Патетична од Чајковски, која се смета за најубавите симфонии на сите времиња. Во продолжение проследите ги насловите на денот. Системско наводнување за новото зеленило во паркот Жена Борец. Асфалт на улицата Антон Вилковски во Стајковци. За 10 години преполовена невработеноста во општина Аеродром. Пронајден прв превод на Шекспир, направен од македонец. Нови 2 аудиоизданија од едицијата Не заборав на ансамблот Танец. Комплетно се реконструира зеленилото во паркот Жена Борец. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, кој денеска изврши увид во градежните активности, посочи дека на површина од 7000 метри квадратни ќе биде заменета старата зелена површина со нова која системски ќе се наводнува. Во тек е комплетна реконструкција на паркот Жена Борец. На површина од 7000 метри квадратни комплетно ќе биде заменета старата зелена површина со нова. Новото зеленило за прв пат ќе биде системски наводнувано, зашто се поставуваат инсталации за наводнување со 135 прскалки, а во должина од 1000 метри се поставува систем за наводнување капка по капка, како и главна водоводна мрежа од 850 метри и 35 хидранти за поливање на зеленилото. Градоначалник на град Скопје, Коце Трајановски, истакна дека со оваа реконструкција ќе се придонесе за поубав амбиент во паркот. Целосно ќе биде реконструирано парковското зеленило во површина од околу 7000 метри квадратни. Ќе се стави систем за наводнување, бидејќи досега немало систем за наводнување, значи прв пат има паркот Жена Борец систем за наводнување, при што ќе има 135 прскалки. Ќе има исто така околу 1000 метри ќе бидат ставено мрежа систем капка по капка. Исто така ќе има некаде околу 35 значи за хидрантски за полевање рачно доколку не работат овие од системот капка по капка. Така да оваа зелена површина од сега понатака ќе биде системски наводнувана и се надеваме дека ќе биде постојано зелена и ќе биде многу подобар угледот и изгледот на ова на паркот Жена Борец. Во рамките на паркот е замената старата и оштетена урбана опрема со нова. Уредени се и патеките, а веќе се монтирани 55 вградени светилки кои што ќе ги осветлуваат дрвјата. Исто така ќе се постави и ново осветлување со 45 декоративни столбови за осветлување во висина од 4,4 метри, на кои ќе се монтираат светилки од 70 вати. Во паркот ќе се изградат и 3 чешмички за пиење вода, а досега имаше само една. На хортикултурното уредување на паркот работат екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило, а за реализација на овој проект од буџетот на градот ќе се издвојат околу 5 милиони денари. Екипите на општина Газибаба ги привршуваат работите за асфалтирање на улици во населеното место Стајковци. Улицата Антон Вилковски доби завршен асфалт, а се работи и на реконструкција на водоводната мрежа. На улицата Антон Вилковски во населеното место Стајковци се изврши завршно асфалтирање со површина од околу 1900 метри квадратни, а градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски беше во работна посета на ова населено место и направи увид во градежните активности. Покрај асфалтирањето се направи и проширување на автобуската постојка која е почетна станица на автобусот со број 65. Изведувач на работите е фирмата Жикол. Претходно Трајковски изврши увид во градежни активности на улица и Краци, на улицата 5, каде во соработка со јавното предпријатие Водовод и канализација се работи на реконструкција и замена на старата водоводна мрежа во должина од 800 метри. 50% намалување на невработеноста е забележано во општина Аеродром во изминативе 10 години, информираше денеска градоначалникот на општината Ивица Коневски. Тој очекува бројот на невработени да продолжи да упаѓа со отварањето на тенискиот центар и хотелот Хилтон.
Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Куневски, заедно со директорката на Агенцијата за вработување на град Скопје Слободанка Аликсовска, денеска ја посетија компанијата за печатење и графички услуги ProSolution, која е еден успешен пример во општина Аеродром за вработување со поддршка на владата на Република Македонија. Именно преку кредитирање и финансиска поддршка на правни субјекти, оваа компанија вработи 10 лица преку Агенцијата за вработување и на тој начин автоматски згрижи 10 семејства и го поттикна развојот на економијата. Паралелно со мерките на владата за намалување на невработеноста, општина Аеродром работи на создавање капацитети за отварање нови работни места, изјави градоначалникот Куневски. Тој посочи дека такви се изградбата на трговскиот центар Капитол, спортскиот центар Јане Сандански, хотелот Русија, кој продуцира 500 нови работни места, а наскоро се очекува отварање на уште 50 на вработувања со изградбата на тенискиот центар покрај Вардар, како и уште вработувања со завршувањето на изградбата на хотелот Хилтон. Во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје денеска беше представен новооткриениот превод во ракопис на Шекспировата пиеса Венецијанскиот трговец од македонскиот интелектуалец, револуционер и деец Тодор Лазаров Хаџидимитриев од 1908 година. Преводот е прунеден откако драматургот Дарко Спасов пребарувал низ електронскиот систем на библиотеката, го лоцирал препевод, односно ракописот на Тодор Лазаров Хаџидимитриев како антиквитетно градиво од прва категорија. Прв превод на Шекспировиот Венецијански трговец, направен од македонец, денеска беше представен во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Станува збор за преводот на Тодор Лазаров Хаџидимитриев. Овој превод, според зборовите на Дарко Спасов, драматург во театар комедија, е од огромно значење за македонската драматургија и треба да биде мотивација за понатамошни истражувања на библиографските единици во библиотеките. Преводот на Хаџидимитриев испливал на површина при подготовките околу представата Венецијанскиот трговец на режисерката Наташа Поплавска, која во моментов е актуелна во драмскиот театар. Веројатно никогаш немаше да дојдам во оваа состојба да разговараме за Венецијанскиот трговец ако Наташа Поплавска драмски, односно режисерката која што на 7 и 8 март имаше неодамна премиера во драмски театар, не ме покани да соработувам како драматург на пиесата. И тогаш почнавме да зборуваме дали ќе го земеме јазикот на Сталев, дали ќе го земеме јазикот на професор Драги Михајловски, и си реков мора да постои некаква форма, некој друг да го има срочено на јазик кој што го зборуваме, го разбирам и така натаму. Кулуарите театарски постоела мистификација, односно идеја дека некогаш Тодор го правел, еве тој нашиот постар драматург Јордан Плевнер зборувал, но тој верил дека тоа е изгубено некаде во историјата. Сепак не било изгубено во историјата, дојде до нас Шекспир преку Тодор Лазаров. Не само што е оригинален, има оригинална лиценца поетика, туку влегува во пренесувањето на Шекспир со еден драматуршки усет толку прецизен, луциден, што самиот прави, така популарно наречено, штрих. Забележувам дека тој живеел и го, да не речам, глумел она што го пренесувал. Директорот на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Иван Заров нагласи дека иако името на Хаџидимитриев не е често споменувано во учебниците по историја, заслужува почит како голем револуционер, современик на Ѓорче Петров и Дамјан Груев. Но писменоста била главната негова одлика. Тој зборувал француски, османски, турски и персиски јазик. Лазаров несомнено бил човек со голема ерудиција, ако се има предвид дека освен француски зборувал и османски, турски и персиски. Се поставува прашањето, кој е неговиот интимен творечки порив да го преведе Шекспир? Во келијата на затворот на Триполи, каде бил интерниран 1905 година, заедно со неговиот соиденик доктор Петар Кушев. Зошто Шекспир и зошто токму Венецијанскиот трговец? Ке остане енигма, но верувам и поттик за истражување на денешните на македонски театролози, драматурзи и секако по широката македонска културна и општествена јавност. Прв превод на човек од нашето поднебје, прв македонец кој го превел Шекспир. Ако се има предвид дека во тоа време англискиот јазик малкумина го познавале, се претпоставува дека како основа на неговиот превод на Шекспир можел да му послужи некој француски или евентуално турски превод.
Во сабота во градскиот парк ќе се организира третата поред хуманитарна трка "Да трчаме заедно" за децата со Даунов синдром. Целта на трката е да се подигне јавната свест за потребата на овие деца од спортски активности, со што се очекува спортските клубови да ги отворат вратите за децата со Даунов синдром. Средствата кои ќе бидат собрани од трката ќе бидат наменети за едногодишно спортување на децата. По повод Светскиот ден на лицата со Даунов синдром во организација на мечувалечки клуб Ескрим се организира третата поред хуманитарна трка за деца со Даунов синдром во сабота во 11 часот во градскиот парк пред школка. Трката е отворена за сите наши хумани граѓани, но ќе учествуваат и децата со Даунов синдром и нивните семејства. Со овој настан се цели кон подигање на свеста за овие прекрасни личности, да се поттикнат и останатите спортски клубови да ги отворат вратите за децата со Даунов синдром, да ги вклучат во спортот и да им обезбедат еднаков пристап до него како и за редовните деца. За овие деца спортувањето е од огромно значење, бидејќи со спортување развиваат моториката, координацијата, одржувањето на баланс и тонусот на мускулите. Сите овие работи се многу важни за нивниот понатамошен самоустоен живот. Со спортувањето добиваат уникатна социјализација, стекнуваат нови пријателства. Инклузијата како сегмент кој што се развива со помош на хуманитарната трка дава исклучителни резултати во нивниот живот, велат организаторите. Заинтересираните може да се пријават по електронски пат на веб страната smartrace.club или 30 минути пред почетокот на самата трка. Средствата собрани од овој настан ќе бидат наменети за едногодишно бесплатно спортување на децата. 28 македонски изворни народни песни и 10 традиционални ора содржат двете нови аудио изданија 5 и 6 од едицијата Не заборав, која од 2011 година ја реализира ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Овие музички изданија се потсетник и патокас за многу идни генерации, како да се сака, почитува и чува собствената традиција, култура и држава. 28 македонски изворни народни песни и 10 традиционални ора содржат двете нови аудио изданија 5 и 6 од едицијата Не заборав, која од 2011 година ја реализира ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец со поддршка на Министерството за култура. Меѓу ново објавените песни се Невесто црвен трендафил, Девојче, девојче, Житварски песни, Ја излезе стара мајко, Филипо моме, како и Правото, Мајското оро, Падарското оро, Сватовското оро. Со нив вкупниот број на објавени композиции достигнаа 114, од кои 85 се вокални изведби, а 29 инструментални композиции, снимени на лонгплей плочи во 50-тите и 60-тите години на минатиот век и објавени од повеќе издавачки куќи. Директорот на Танец Зоран Чорлев на промоцијата рече дека како и во претходните 4 изданија, и овие содржат по 19 композиции и најави дека Не заборав ќе продолжи со следни изданија, се додека, како што рече, не бидат исцрпени сите композиции. Тука се застапени солисти, дуети, трија, машка пејачка група, женска пејачка група и мешана пејачка група, како и народен оркестар, изворен и чалгиски оркестар. Джорлев соопшти дека оркестарот сега е зголемен и има 19 членови и дека им недостига инструментот канон, но добиле ветување дека наскоро ќе им биде набавен и го очекуваат. Најави и снимање CD на акапела композиции на машката пејачка група. Гудачки квартет во наше мало е насловен концертот на Пламенка Трајковска, кој утре ќе се одржи во основното училиште Климент Охридски во Бутел. Целта на ваквите концерти, според познатата виолинистка, е да се доближи класичната музика до децата. Виолинистката Пламенка Трајковска со својот гудачки квартет утре ќе реализира концерт со наслов Гудачки квартет во наше мало во основното училиште Климент Охридски во општина Бутел. Концертот е наменет за децата од училиштето, но и за сите добронамерници од општината кои сакаат да уживаат во звуците на класичната музика. На програмата се познати дела од композиторите на класичната музика како Бизе, Бокерини, Чајковски, Офенбах и други. На концертот покрај Пламенка Трајковска ќе настапат и Наташа Диденко, Сања Смилеска и Маја Михајловска. Пламенка Трајковска последниве години иницира и реализира концерти кои се наменети за помладата публика од отворен карактер во основните училишта, со цел да овозможи доближување на класичната музика блиску до публиката. Таа досега има реализирано детски концерти во повеќе скопски училишта, но и во одделните домови на култура во Штип и Кичево.
Во рамки на глобалниот настан Плати со поезија, кој се организира по повод денот на поезијата 21 март. И оваа година креативните поети ќе имаат можност кафето или чајот да го платат со поема. Покрај Скопје во настанот Плати со поезија се приклучува и Велес. Трета година поред Македонија ќе биде дел од глобалниот настан Плати со поезија, што го организира Јулија Смајнал во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Оваа година настанот ќе биде на 9 локации, а покрај во Скопје ќе се прошири и во Велес. Целта на Плати со поезија е да го поттикне поетскиот дух кај сите, кога секоја година на ист датум се подарува уникатна можност испиеното кафе или чај да се плати со поезија, извор и валута на најуникатните човекови емоции. Светскиот ден на поезијата е посветен на оние кои го исполнуваат светот со страст преку пишаниот збор. Секој стих секогаш е различен и неповторлив, а со себе носи автентичната иственост како печат на авторот кој го напишал, соопшти организаторот. Во настанот годинава се вклучени скопските кафетерии Нола бар, Наргиле кафе, Ревија, Дион, Бекјард, Джус бар, Венето, како и Баду бар и Чао кафе во Велес. Главни поддржувачи на овој настан се познати автори кои годинава ќе трагаат по најкреативните неоткриени поети, кои своето кафе или чај ќе го платат со напишани стихови. Утринските температури утре ќе се движат од 3 до 5, а во сабота од -4 до 3 степени. Приодно зголемување на облачноста со слаб локален дожд ќе има во недела. Дневните температури ќе бидат во покачување, особено за време на викендот и во почетокот на наредната недела, кога наместа ќе достигнуваат и над 20 степени. МТМ Метео е во продолжение на вестите. И пред да се одјавиме уште една корисна информација. Дел од корисниците од село Долно Сонје околу последната постојка на автобусот 58А утре од 9 до 11 часот ќе бидат без струја. Корисниците од село Батинци ќе бидат без струја од 12 до 15 часот, а од 9 до 15 часот корисниците од улиците Брсијачка Буна, Нов живот и Злетовска во Шуто Оризари. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради инвестиции во електросистемот. Тука некаде ќе ви заблагодарам за вниманието и ќе ви посакам убава вечер. За повеќе информации посетете нашата веб страна. Довидување.